Гледачите и читателите изминатите години навикнаа дека е најнормално објавување имиња на се уште неосудени лица, снимки од спектакуларни апсења, изложување на лични податоци на јавни личности преку непотпишани текстови на портали и пренесување на телевизии како во калап. Они успеа на некој начин да влијат на нашето здравје и на нашите животи. И таквата реакција на јавноста е најтешката последица на неодговорното и непрофесионално однесување на одредени медиуми кон публиката и кон професијата. Најдобро го почувствуваа учесниците во масовните судски процеси, како Ване Цветанов, еден од обвинетите во најголемата шпионска афера во Македонија. Врз база на тоа кршење на презумција на невиност и етикетирање на мене како шпион, страдаше целото моје семејство, вклучително и моите родители и мојата сопруга. Медиумите ми имаа оцрнето на сите можни начини, а на крајот ми беше ускратено основното човеково право медиумите да ја пренесат пораката, односно да пренесат дел од мојата одбрана. Да биде шлаканицата за оваа медиумска практика посилна, на крајот поранешниот директор на управата за спречување перење пари добива ослободителна пресуда, но трагите, вели, ќе ги чувствува уште долго. Тоа беше толку потресно за тесниот круг на семејството. Значи, луѓе бега од целото семејство. Луѓе бега затоа што медиумите мене ме има етикетирано како тежок велепредавник, шпион, човек кој што работел против државата, кој бил вмешан во некои тешки матни работи и така натаму. Законот за заштита на личните податоци ги уредува сите правила на игра за обработка на кои било податоци, но наметнува и норми. Меѓу нив, правична обработка на личните податоци, односно обработка во согласност со закон или по претходно добиена согласност од оној на кого се однесуваат личните податоци. Новинарот треба да направи проценка на битноста на информацијата во однос на обемот на објавување на личните податоци и да постави баланс помеѓу слободата на информирање и правото на приватност. Треба да се замаглат ликови, регистарски таблички и други лични податоци на граѓаните, а тоа е задолжително за малолетни и болни лица. И она што често е предмет на дебата, да се објават иницијали наместо име и презиме на лицата кои се жртви на несреќи или лица против кои се води судска или управна постапка, објаснуваат од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Она што е важно во секој случај како порака до било кој новинар или представник на медиумите, секогаш кога се врши објава на одредена сторија, да се пред да се донесе одлука што од аспект на лични податоци ќе биде објавено, да се направи така наречен баланс на или тест на штетност. Дали приказната која што се пласира во јавноста од аспект на јавниот интерес преовладува како содржина во однос на нешто што можеби како приватност се нарушува за оној кој што се однесува. Се објавуваат податоци за одредена личност, дури се објавува дека судијата кога ја одмерувал глобата, казната, се извинувам, за дали да биде 6-месечна казна затвор или една година казна затвор ефективна, ја ценела здравствената состојба на неговата сопруга и се пишува целото име на сопругата, вклучително и тоа дека била бремена. И се заборава целосно неприватноста на таа жена која што нема никаква врска со случајот за кој што се изнесува. За на крајот новинарот кој што пишувал таа статија се потпише со иницијали. Што сакам да кажам, за него важи приватноста кога го пишува, а за тие со кои што го пишува, веројатно некаде попат се заборава или не се внимава доволно. И новинари беа жртви на лошата практика. Се почувствувавме малку разоткриени, да ни кажам. Новинарката Мери Јордановска беше меѓу оние јавни личности чии податоци за плати и хонорари лани пролетта беа објавени на портал, а потоа синхронизирано пренесени од неколку тогаш провладини телевизии. Фактот дека новинарите се јавни личности и јас се залагам за тоа да биде и транспарентно, па дури и ако ме прашат, јас дури ќе им одговорам колку каква плата земам и со каков имот поседувам. Меѓутоа начинот на кој што беше ова направено без да се консултира втората страна и начинот на кој што беше презентирано оддаваше впечаток дека сакаат да не представат нас како предавници, како луѓе што земаат пари за да ја предадат државата. И тоа беше она што најмногу ме заболе во овој случај. Пишува порталот Нетпрес во продолжение на аферата дека така наречената шарена револуција всушност е дебело платен проект. Елена Стојановска, експерт од фондацијата Метаморфозис, вели дека ова е класична злоупотреба на личните податоци. Еве зошто.
целта на медиумот во овој случај треба да биде дали тие лица се добри граѓани на државата во смисла дали ги плаќаат даноците, дали се одговорни граѓани. Меѓутоа, кој колку заработил од одреден проект е информација за приватните примања на тоа лице. Обемот кој што беше објавен, нели беа име, презиме, висина на суми за кои што имено и не знаеме дали се точни, затоа што нормално за тоа и не беше објавен доказ. Меѓутоа, тоа се информации, повторно ќе кажам, за луѓе кои што не земаат плата од буџетот на државата. Не е само приватноста тука како прашање отворена, туку исто така со откривањето на тој тип на информации се откриваат информации за финансиското работење на медиумите, на невладините организации. Јордановска вели дека тогаш се обидела да се заштити преку објавување новинарски текстови и преку нив да открие кој треба да одговара. Била најавена тужба, но како и за многу други случаи и овој е без разрешница. Токму од овие причини, за да се заштитиме себе и граѓаните, и читателите, и гледачите од ширење на вакви клеветнички текстови, текстови полни со навреди, текстови кои што се целосна спротивно со етичките стандарди во новинарството и во јавното информирање, токму затоа и јас се залагам за многу транспарентна медиумска собственост. Секој граѓанин, затоа на пример јас и моите колеги ја направивме датабазата Медиапедија во која што детално разобличивме секој кој се крие зад одреден портал, кој е сопственикот зад одреден портал, за граѓаните понатаму знаејќи го тоа да можат да одлучат на кого да веруваат. Цветанов има своја препорака како да не се повторат случаите од минатото. Се надевам дека институциите ќе ги кренат стандардите во делот на информирање. Дека нема да ги користат механизмите што ги користеа Гордана Чавков и Иво Котевски во делот на ексклузивни информации од МВР, па утре Сител да дознава, Канал 5 ексклузивно дознава и така натаму, туку дека институциите ќе информираат согласно законите. Законот за заштита на лични податоци е јасен. Треба само да биде почитуван. Законот за информации за пристап до информации од јавен карактер е јасен. Имаме редица закони преку кои е уреден начинот што смее да излезе во јавност, што не смее да биде излезено во јавност. Институциите треба да ги почитуваат законите, а новинарите да ја почитуваат својата етика. А законот за заштита на личните податоци предвидува глоба, но фиксната сума се чини досега не се покажа како добар коректор. Затоа ќе има и измена, според европската практика, во иднина ќе биде процент од годишниот финансиски обрт на медиумот. И би влегол во владена процедура да се донесе во текот на 2018 година. Иако досега биле, по моје субјективно ветување, можеби неефективни толку од аспект на висината на глобата, сега со тие 4% ако се стигнат, веројатно ќе бидат сериозни. И веројатно ќе треба да се размислува во тој контекст, но мојата филозофија како човек, па би рекол и да сите работиме во дирекцијава е. Дајте да се договориме во фазава на превенција додека не се случи беља, да се научиме едни со други како да бидеме подобри во секој сегмент, па и во сегментов со новинарите. До тогаш останува се да зависи од новинарската свест, која во случаите во кои жртви беа Цветанов и Јордановска воопшто ја нема. Без тоа не може да се очекува дека и медиумската публика ќе развие толкава вештина да се избори со непрофесионализмот што и се сервира на интернет, телевизија, печат или радио.